Општините ги повикуваат граѓаните да ги пријават штетите од неделното невреме. Градоначалникот на Ново село синоќа со соопштение ги извести жителите на општината да пријават штети што настанале од силниот дожд и град што врнеше во овој регион. Според управата за хидрометеоролошки работи, оваа е и една од најпогодените општини каде настрадаа големи површини со бостан. Штети има и во општина Струмица. Жителите на Куклиш велат дека невидена бура беснеела по полето. Вчера това страхотеја, јас сум 77 години, 75-та кар, таква градушка, такво лошо време на моите години не е било. Може да е имало толку како вчера не. Тоа многу лошо, тоа надоле се е живо здраво. Јас дома имам дворче на Френгичка, това се е живо здраво. Дрвци има, се ломе направи. Штета има голема. Најголема штета, има многу режери, најлом сутин штета, френки, чушти, има многу голема штета. Кој На отворено нешто има ли оштетено? На отворено тоа се живо. на отворено тоа од градот, штетен. Има и под фолија покриено. Покриено е штетен, не на отворено. Многу беше. Много щети има. Поплави има, залини, фолите, залини. Щети има много. Ама, кой ще питате? Има. Изпущат вода, некои покриват, кръпат. Јас бех 2-3 фолии има партале се направени. Това и цевите откорнени. И причинах лево, десно нешто да не лежат врз кораното и друго не можеш. Абе, не се видеше, споја се небото и земјата. Сега седах си под самолоко там, работах нешто. Седејќи, не можех да си одам дом. Това всичко. Ой. После там да откријал, детска уидеа да видат. Вода век шајка уната. Река, заминала цела река низ них. Тие крај, тие ќе сајна. Од општина Струмица порачаа дека сите кои имаат штети предизвикано од невремето пред 2 дена можат да поднесат барање до Комисијата за процена и утврдување на висината на штетата настаната од природни непогоди и други несреќи при општина Струмица. Барањето може да се подигне од канцеларија број 7 во општинската зграда или во електронска форма може да се преземе од веб страницата на општина Струмица. Во прилог на барањето потребно е да се достави имотен лист кој го содржи бројот на парцелата за која се бара процена, може и копија и договор за закуп доколку предметната парцела за која се бара процена е во сопственост на друго лице. Комисијата ќе постапи по поднесените барања согласно законските прописи, велат од општина Струмица. Според официјалните мерења, најмногу дожд наврнало токму во овој регион, и тоа 43 литри на метар квадратен.